За безбедноста и квалитетот на градбите во Македонија во студиото разговарам со мојот гостин, професор доктор Горан Марковски, декан на Градежниот факултет. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Во претходниот прилог слушнавме со проблемите со кои се соочуваат општините во однос на дивоградбите, кои ги има речиси во секоја општина, сакаат да интервенираат, меѓутоа постапката е многу сложена и некако се вртиме во круг околу решавање на овој проблем. И како што најавив и предходно, експертите велат дека кога станува збор за градежните објекти, најголем проблем во земјава се дивоградбите и легализираните објекти, за чии проекти, но и за начинот на градење нема податоци. Но ајде најпрвин да почнеме со тоа од што зависи квалитетот и безбедноста на градбите. Тоа е голем проблем. Забележав дека рекламирате во недела емитување на реприза на драмата Диво месо. Стефан, едниот од трите сина на Димитрија, објаснувајќи што е тоа диво месо, вели дека тоа се бабини деветини, според кои што ако човек го утне влакно и околу влакното му се формира диво месо, месо кое што не е човечко. За жал, дивоградбите кај нас не се бабини деветини, туку се нешто што реално постои и го оптоваруваат како урбанизмот, го упропастуваат урбаното живење и покрај тоа со нивната легализација всушност се пореметува степенот на сигурност кој што треба овие објекти да го обезбедат за оние кои што ги користат. Квалитетот на објектите е услов од многу нешта, почнувајќи од квалитетни проекти, квалитетен надзор, квалитетни вградени материјали и секако квалитетно одржување на тие објекти. Пред се безбедноста е секогаш примарна, тука не смее да има компромис во однос на нивната употребливост, во однос на нивната долготрајност и така натаму, треба да се води сметка за да не ги изгубат своите својства прерано и со тоа да практично станат опасни, ризични во користењето од оние што во нив живеат или работат. Однос веднаш се наметнува и прашањето какво е урбанистичкото планирање и градење во земјава. Од тука и се почнува. Да, за жал ако за дивоградбите, така наречени, бесправно изградени објекти, нема урбанистички предуслови, односно се изградени без урбанистичка подлога. За жал можам да констатирам дека и ова што е законско урбанистичко планирање не е многу поквалитетно од ова диво градење. Впечаток е дека во последниве децении урбанистичкото планирање станува збор за нарачено урбанистичко планирање, односно за инвеститорско урбанистичко планирање, каде што инженерите, урбанисти се обидуваат да ги задоволат само потребите на инвеститорите, без при тоа да се води сметка за општествениот и јавен интерес на просторот. Многу пат имам кажано досега дека треба еднаш да сватиме дека не е за нас битно да имаме само добар, квалитетен дом, затоа што еден голем дел од времето го поминуваме и во јавниот простор. И затоа се е важно за едно квалитетно современо живење. Како заклучок можам со жалење да констатирам дека не успеавме да се одбраниме од притисокот што го создава капиталот, кој е подготвен секаде да се смести, да се изгради на секое место објекти со тоа да се обезбедат само средства за лична употреба, а при тоа да се уништува она што е заедничко. Претходно најавив дивоградбите рак рана за секоја општина, но би рекла рак рана за целото наше општество, за целата држава, но она што е најважно да кажеме, дали дивоградбите представуваат потенцијална опасност и зошто и за какви градби станува збор сушност? Да, представуваат потенцијална опасност и тоа треба да го кажеме отворено, треба јавноста да знае. А би потенцирал дека особено легализираните дивоградби представуваат опасност, бидејќи тие веќе имаат право да влезат во пазарот на недвижности. Може да се препродаваат, да се наследуваат и така натаму,
А голем дел од нив, најголемиот дел од нив, всушност се изградени без никаква проектна документација. Ниту архитектонска, ниту од аспект на стабилноста и носивоста на конструкцијата. И тој генетски материјал тие си го носат низ времето. Всушност со времето стануваат уште полоши, затоа што ги нагризува времето. Некога се заборава за што станува збор, меѓутоа, имајќи го предвид нивниот голем број, кружи бројката дека станува збор за некои 300.000 дивоградби во Македонија, сега да земеме дека просечно во секоја од нив живеат по четворица, тоа е, еве и по тројца нека се, тоа е половина од населението кој живее во Македонија. Е практично изложена на ризик од некакво уривање, особено кога зборуваме за вакви ризици, мислиме на посилни земјотреси, а во последно време, имајќи предвид климатските промени, поројни дождови, поплави кои често ни се случуваат, тоа може да зафати и објекти кои што се во близината на места кои што се ризични, на свлечишта и така натаму и така натаму. Значи еден сериозен проблем кој без разлика што дивоградбата е легализирана, после може да донесе до сериозни општествени проблеми, бидејќи уривањето на нечии објекти представува проблем за државата. Тоа не е само проблем на индивидуата кој тој објект го поседува. Слушнавме во претходните прилози, ќе слушнеме и понатаму во емисијата дека општините во државата работат на решавање на проблемот со дивоградбите и со нивна легализација, но споменавте опасноста е голема и кога станува збор за нивна легализација, затоа што многу е ризично за оние кои што се без проект и дополнително проблем се надградбите. Тие се најризлични. Надградбите на објектите, потоа доградените тераси, сето тоа што влегува исто така во делот на дивоградбите. Токму така. За жал дозволивме во државата да се легално да се изградат конструкторски дивоградби, како што се оние во Карпош, во Мичурин, во Автокоманда, на старите згради кои што и онака се ранливи и без тие дополнети нивни делови, сите тие се доградени, надградени со по неколку ката, и секо тоа го зголемува ризикот на живење на сите оние кои таму екзистираат, односно представува тој нивни дом, тој простор. А дали искуствата со случајните земјотреси кои што ги имавме во земја покажуваат дека токму ваквите објекти се најповредливи и имаат најголеми оштетувања? Токму така. Знаете како, силните земјотреси ги откриваат сите оние работи кои што сме ги ставале под килим, сме ги подзаткривале. И тогаш се појавуваат сите оние сетиот тој неквалитет, несериозност, импровизации кои што се протегнуваат подолг период, тогаш во неколку секунди сето тоа станува стварност и гледаме кај сме сгрешиле. Тогаш е доцна, предоцна е да се реагира, затоа треба да учиме од некои туѓи искуства, да видиме што се случува, меѓутоа сметам дека малку можеби и предоцна. Жално е што дозволивме во Скопје, кој зад себе го има оној катастрофален земјотрес и еден од, можеби за Скопје, покарактеристичните случувања во поновата историја, да се дозволи едно такво дивење во урбанизмот, а посебно во градежното конструкторство. Велите дека е предоцна, меѓутоа градењето на диво не запира речиси во сите општини во државава, а уривањето на дивоградби по донесени решенија речиси да не се спроведува на терен. И сега можеме да кажеме пак едноставно законот го дозволува тоа. Тоа ретко каде во светот се дозволува, мора да истакнеме, и секако е проблематично и од урбанистички и од сеизмички аспект. И кога говориме за контролата, кој е надлежен, се соочуваме со проблем на недоволно градежни инспектори кои што треба да излезат на терен и да ја контролираат фактичката ситуација. Надлежни се градежните инспектори, прво по општините. Меѓутоа, моите информации говорат дека во град Скопје, во сите општини, има вкупно 5 градежни инспектори. Тоа е навистина мала бројка. Тоа е број кој што може да се занемари, практично. И ако, еве, чувме какви се и постапките за уривање, навистина е макотрпна и тешко изводлива работа. Уште тука, ако се внесе и високиот степен на корупција во градежништвото,
ако се внесат нашите социолошки карактеристики, ментални мапи и така натаму, и на крај излегува дека е поумен во наводници оној кој што диво ќе се изгради, отколку оној што ќе се обиде да ги почитува сите процедури, не само материјално, туку во секој поглед. Ке изгуби и на време и на пари. Токму така, и затоа кај нас добиваме една испревртена вистина, односно испревртени вредности, да на крај човек ќе се запраша што треба јас да правам и како да ги подучам своите идни генерации, како да се однесуваат во општеството. Се разбира, ова не сакам воопшто да го поставам како дилема, како треба да се однесуваме, меѓутоа, она што во реалноста се одвива, практично покажува нешто друго, сосема друго. Тешко е справувањето, особено ако од време на време носиме закони кои што тоа го легализираат. Закони во кои што практично само квантитетот е она за што треба да се измери, а николку за квалитетот. И оттаму ние конструктивците, градежните конструктори, реагиравме повеќе пати дека не само геодетските снимки, туку треба да се воведат и контроли, некакви контроли на дивоградбите, да се види каков е нивниот квалитет, ако не друго, барем да се означат со некаква ознака и да се знае понатаму дека тој објект има мал степен на сигурност во однос на неговото користење. И мораме да истакнеме дека имаме доволно стручни лица од градежниот сектор кои што на соодветен начин и за вистинските прашања кога би биле консултирани секако ќе може да се најде соодветно решение и да се најде вистинскиот одговор за решавање на овие проблеми. Токму така, меѓутоа ретко сме прашани за вакви проблеми, бидејќи важиме за расипувачи на забави, бидејќи во тој случај многу процеси кои што поради некои други причини треба да се придвижуваат, ги стопираме отворајќи ја вистинската страна на проблемот и затоа во такви случаи нашето мислење не се бара многу често. Добри, конечно, кој е вашето мислење? Ќе имаме ли во догледно време некакво решение со дивоградбите во Македонија и кој ќе биде вашиот апел? Не сакам да прозвучам песимистички и само кусо да ви одговорам со не. Секогаш мора да постои решение и секогаш мора да се обидеме да најдеме решение. Не смееме да се предадеме. Мислам дека во никој случај не треба да се дозволи понатамошна легализација на дивоградби. Така. А веќе ако се преземаат такви мерки од други аспекти, во тој случај треба да се направи една детален преглед на објектот, урбанистички, инфраструктурно, архитектонски и пред се конструктивно. И ако се утврди дека тој ги задоволува сите аспекти, па и имотно правно да не се гради на државно земјиште, тогаш да има шанси оној што го има објектот, што го изградил бесправно, да може да го легализира, ама не по €1, затоа што навистина не е фер према оние кои што ги почитуваат законите и правилата. Да не си дозволуваме под превозот на легализацијата дека го решаваме проблемот со дивоградбите, затоа што пак на тој начин и ја загрозуваме безбедноста на објектите и безбедноста на луѓето кои што живеат во нив. Токму така. Значи, јас исто не сум сигурен дека решаваме. Може би еден мал сегмент се решава ако тие влезат во една легална процедура, се дефинираат како имот, па ете на тој имот се плаќа и данок, меѓутоа другите аспекти се далеку од квалитетно решавање на проблемот и треба еднаш за секогаш да застанеме на тоа и да сме цврсто упорни. Може би треба да се најде начин како оваа мала бројка на градежни инспектори да се зголеми, дали со нивните примања, дали со можеби некакво друго партнерство со приватни компании и градежни да се регулира тоа за да може да ефикасно да се делува и навреме, бидејќи верувајте со овие дивоградби се оди во голем ризик. Ние имаме и делумни дивоградби кога се почнува во густо населена урбана средина, се започнува со изградба на објекти, со ископи без соодветна заштита на соседните објекти и така натаму и само факторот среќа е тоа што придонесува да немаме големи катастрофи. Но еве сведоци сме што се случи во
во Србија, во Нови Сад, дека не треба, среќата не секогаш е наш содружник. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство, ќе имам и друга прилика. Благодарам на поканата.